овие антиродови движења веќе се препознаваат од страна на европски институции како сериозна закана на демократијата. И медиумите имаат обврска да ги врамат во тој контекст. Да не им дозволуваат премногу простор за говор на омраза, за изразување на вакви ставови заснувани на невистини, и тоа што го добиваат како изјави, секако дека не апелирам да не ги пренесуваат нивните изјави, меѓутоа мора да ги врамат, мора критички да ги преиспитаат и да ги врамат низ призмата на демократијата, слободата на изразување, правата на ЛГБТ луѓето и така натаму. Значи, Европскиот парламент веќе има резолуции со кои што сериозно се занимава со влијанието на овие движења, повеќе резолуции за така наречен backlash on women's rights and gender equality. Она што го прави МПЦ, јас сметам дека медиумите треба да го врамат како религиозен фундаментализам. Бидејќи на европско ниво се разговара за ваквото делување на верските организации како религиозен фундаментализам. Само ќе ми дозволиш да прочитам дефиниција од Шамен на религиозниот фундаментализам. Авторитарна манипулација со религија и употреба на екстремни толкувања на религија од страна на одредени државни или недржавни актери со цел да се дојде до моќ, пари или да се прошири контролата над општеството. Секоја религија има по-либерални и по-конзервативни ограници. Политички влијанија се тие кои што ја обликуваат или дообликуваат религиската традиција. Па така моменталниот избор да се потенцираат едни, а не да се потенцираат други аспекти на религијата одразува политички цели. Значи не одразува нешто што е фундаменталистички така.